mojeho srce, ljubov ta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po mojeho srce, ljubov ta tvoja, lekuva se. Letaj, letaj, dušo moja, na krila ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako domo večno sta. Ostavam se zahvalim, ljubov ta tvoja, ostani vo mene. Isuse, neka se napolni mojeho srce, ljubov ta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po mojeho srce, ljubov ta tvoja, lekuva se. Letaj, letaj, dušo moja, na krila ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako to povečno sta. Letaj, dušo moja, na krila ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako to povečno sta. Ostavam se zemljo, Isuse, i ljubam so tebe, moj Isuse. Duša moja, tebe ti pripadja, dojdi zemi me, zemi me. Letaj, letaj, dušo moja, na krila ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako to povečno sta. Što je 67 i keď vlezeme vo molitvu. Tebe molam. Tebe molam, tako moj nebese, pogreši prosti pred tebe i nebo to. Prosti mi tako, pogreši, sakuben defita, ak me pronajde. Mojava duša tebe ti pripada, srcevo moje sokrovište za tebe. Po milost tvoja se lekuva, po ljubov tvoja se preroduva. O Isusa ja zveruvam, ne nema da se
ja predavam, bekaj od mene, Satano, so Hrista te izgonuvam, po Isusa ja zveruvam, ne nema da se zlomevam, Hrista Boga umiram, po Duh Otce preroduvam, po Isusa ja zveruvam, dušava mu ja predavam, bekaj od mene, Satano, po Hrista te izgonuvam. Мир вам, Татко наш, кој си на небесата. Да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата, небо и земја, два света. Ние сме во паднатиот земен свет, лебот наш насушен дај ни го денес, потребен ни е леб насушен да ни го даде денес духовна храна. Да се распланти нашиот дух, да не разбуди, да се сетиме, да не освети, да примиме сила, за да можеме да го избереме Господ Исус Христос, да се спротиставиме на паднатиот свет, на злото на овој свет. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Лебот наш насушен дај ни го и денес и простини ги долговите наши. Видете, простување е исто така важен момент. Дали си способен да простиш? Голем проблем на христијаните практично е неможност, немање сила да простат на кому, на тој што му правил зло. Некој близок и го помниш со години, ти си врзан во тој греф. Непростување, бидејќи ти не простуваш и тебе не ти се простува, или осудување, еден е судијата, кој си ти да осудуваш. Дел од христијаните ова го сваќа дека никој никого не треба да суди, мирни кучињата. Никој не треба да суди. Видете, ти имаш за тоа пастир овде на овците кој треба да те укорува и да ти покажува кога грешиш. Значи, поставен човек, глава на Исус е Отецот, глава на црквата на мажот е Исус, глава на мажот на жената, односно на црквата е главата е мажот. Значи, посредник поставен од него кој треба да те научи како да го примиш вистински Исус, реално, не само во умот. И ти, например, често гледаш што прават другите по имитација, така учат луѓето, затоа кога гледате телевизија или филмови во Холивуд кои ве учат да убивате, да крадете дрога, пореметена сексуалност. Знаете, вие го учите тоа, мислите дека е нормално. Гледаш што прават другите, што зборуваат другите и ти правиш така. Пазете, слушаш, например, една голема група заедница, влегуваат и излегуваат од водата, се фотографираат, готово, спасени сме, се крстиле во вода. Па каква е разликата меѓу крстена вода од чаша и вие што сте се крстиле во вода? Прашањето е дали водата крштева. Водата те капе, ја пиеш водата. И голем дел од твоето тело, ако изборуваш на водата во љубов, се менува незината структура и тоа го докажуваат. Знаете, ако слушаш други телесни поуки и се полниш со знаења, цел живот ќе помине времето за милост и ќе се фатиш за збор, ќе се расправате дали е вака или така, слушаш проповедници разни, ме прашува што мислиш ти, што мислиш. Не слушам никого. Духот Свети го слушам, еве, овие слова ми слегуваат. Значи, тоа е тоа, Син Божи, се враќаме на почетната дефиниција, е сотрудник кој го води Духот Божи. Пазете, сотрудник работи за Царството Божио. И си во истата слабост, слушаш полн со знаење. Имам еден случај, имало прекрасна молитва, пророштво имало, слушал, некој таму исцелува, а тој не може да реши едноставен проблем со соседи, например, во емотивна згрченост, врзаност, веројатно демони на непростување, на непрепуштање во Исус, сакаш самиот да го решиш проблемот. Слушаш се и се што и си во истата гревовна слабост.
И капење во вода е убаво чувство, ако ќе влезам сега јас во езеро, но или кога ќе се искапам навечер са бајле, кога се испотиш, но ти олеснува. Ти се чистиш однадвор. Апостолите капеа, вика, крштеваа. Со што крштеваа тие? Тоа е добар момент. Немаа дух, духот слезе врзнив да примат сила на 50-ница. И се има еден проповедник, тие биле крштени, ама немале сила. Во што си крстен? Крстен значи да раскрстиш човек, да прекрстиш нешто. Се капеа, водна бања однадвор едно. Се разбира, нема да влезеш Балкан, можеш и така да влезеш. Тоа покажува дека не знаеш каде си, можеш да се искапеш. Имавме еден друг случај, му помагавме, одам дома, гледам што да видам како живее со кучето. Неисчистен станот, го искарав. Па ти си христијанин човек, земи исчисти, му донесовме вода и така натаму. Се надевам дека е сега во Царството Божие. Водна бања одвнатре во Словото, тоа треба да го постигнеш. Значи, мораш да му дозволиш на Словото да те води, да живее во тебе. Значи, капење во вода однадворе да се покаеш, да не грешиш повеќе, да се покаеш со сето срце, не само со умот и да не грешиш повеќе. И тоа е тешко за луѓето, да не греши повеќе. Значи, ако не си свесен дека Исус е тука, живее внатре во тебе, те гледа, Духот те гледа, што правиш? Зборуваш дека си во Исуса, постапуваш исто, правиш како што прават другите, како што прави телесниот паднат свет. Да се покаеш со сето срце, не само со умот, и да не грешиш повеќе. Штом ќе се искапеш однадвор, пак ќе речеме се чувствуваш убаво, условно, олеснето, така, ти олеснува, тој што иде по мене, ќе крштева со Дух Свети и со оган. Значи, крштевање со оган е ова, и со Дух Свети. Како да го направиш тоа? Тоа е да се прекрстиш во Дух. Но ако во тебе има отпор во умот, ти не можеш да примиш Дух Свети, слушаш разни учења, имаш свое мислење, своји ставови, човечка мудрост. Со човечка мудрост никогаш нема да дојдеш до Исус, тоа е пишано. Гледаш што прават другите и Словото не останува во тебе. Не си негов ученик, од друг си учен, не го слушаш Моисеј, посредникот, или Аврам, или било кој Исус, кој ти го пратил, и како апостолите ќе се разбегаш при првиот проблем, кога ќе го удрат пастирот, овците ќе се разбегаат. Пак ќе дојдеме до тоа, зошто се разбегаат тие? Претходно Петар велеше, ако треба и ќе умрам, никогаш нема да се откажам, секогаш се откажуваше. Зошто се разбегаа? Па бидејќи нема сила, немаш дух, без духот ништо не ти е јасно. Немаш сила да се спротиставиш на сатаната. Тоа е целиот проблем. Пазете тие побегнаа, видоа како Исус го воскресна Лазар и други умрени, и пак не веруваа, не разбраа, се колебаа, се разбегаа. Тоа е без дух, немаш сила. Само Духот може да те промени ако му дозволиш да се насели во тебе. Кога го воскресна Лазар на 4-тиот ден, сите дознаа, тргнаа по него, потоа го распнаа и се разбегаа. Видете, еуфоричност, Исус, да, спасен сум јас, кај живее во моето срце, побегна, после ми ке избриши ме од фотографиите. А не ќе да сведочи што направил Исус за неа. Па не можеш ти да бидеш христијанин така. Ти си живееш по старо. Кога го воскреснал Лазар, сите тргнаа, значи отидоа, се разбегаа да ловат риби, рибари. Значи една заедница те учи дека си посебен, да извршиш нешто, ако се потопиш во вода си спасен, примаш дух веднаш, јадеш благодарствена вечера, зборуваш јазици ангелски, пророкуваш, исцелуваш, спасен си еднаш за секогаш. И, например, ти кажува воскреснал умрено, направил тоа, гледаш дека е во пораз, нема да му веруваш. Он исцелил некој, а го гледаш дека ништо не разбира. Кој гледа? Па духот што е во тебе. Во крив дух, бесилен си, тука си, никој нема да ти верува. Треба да те гледа во делата, твојот начин на живење, не да живееш во пораз. Тој е целиот проблем. Има два духа, два пата, две учења.
дух на овој свет во кој поголем број од заедниците пребиваат. Знаат за Исус, имаат добра намера, но немаат сила да се променат. Значи нешто недостасува, не е направено. Може би не е направено до крај покајување, не си му го дал срцето, не си се покајал, осудуваш, не простуваш, тоа е неколку елементи. Сега потоа треба да исчекориш ти, да ја прифатиш неговата волја и неговото водство. Тесен пат Исусов имаш и широк на светот. Учење во дух и вистина, практично чекорење, духовно движење и имаш телесно учење во умот, кое е бесплодно и тоа словото убива, а духото животворува. Само духото животворува. Ако вие слушате, гледате, верувате, се дружите со телесно учење од светот, со човечки ум и мудрост не можете да дојдете до Исус. Ке се наполните со знаења, цитати, техники, поголем број христијани, теории, обреди, занес, а гледаш мирисаат, како да речеш, реа на телесност, на животинско. Нема дух свети. Нема духовно. Тоа е судир на два духа, пази. Духот на овој свет нема да дојде во тебе. Мораш да го изгониш тој другиот дух. Да посакаш ти, да жеднееш и се случува потоа битка во која ти треба да донесеш решение. Како? Па во одредени постапки кон некои луѓе кои те соблазнуваат, кон блиски, кон далечни. Тука се крши работата. Значи, две категории се да бидеш негов ученик и да бидеш дете. Дете со татко кој те води, те советува, ти дава дух учител, и да бидеш ученик, до крај учиш. Судир на два духа, две существувања, две вери. Додека не се представиш пред него. А ти сакаш, мислиш дека си спасен еднаш за секогаш, дека знаеш, имаш цитати. И живееш во пораз. Пази, стоиш во истата кал, двоеница, не се движиш во Исус, затоа ни е дадена раскрсницата, крстилницата, раскрсница, крстилница меѓу стариот ти и светот и новиот ти во Исус. Ти стоиш во истото. Мала промена, има, тој ги нарекува варосани гробови, однадвор дотеран си постојано, да, Исус, да, Jesus, Исус. А првиот момент ќе ја дувнеш. Варосани гробови. Срцето ви е полно со грабеж. Значи, патот на евнукот ни е даден. Премин. Мораш да преминеш од стариот физичко и духовно движење. Поклон, да му се поклониш, да му се подариш. Јавно признание за него. Овде голем број луѓе паѓаат, имаме такви едно семејство, жал ми е. Се надевам дека ќе донесат решение ако сатаната не им влезе во срцето. Бараш одговор, признаваш дека не ја разбираш Библијата сам. Ти мислиш сам ќе го толкуваш. Сум видел многу толкуваат, брборат нешто. Не знаат ништо, срамота. Признаваш дека не разбираш сам, ти доаѓа посредник Филип или некој друг, сведочи за Исус, прифаќаш, учен си од посредник, срцето го исправаш, што те спречува да се крстиш, си заминува посредникот, Исус доаѓа во твоето срце и ти тогаш си воден од духот и знаеш што треба да работиш, каде да одиш и како да правиш. Не решаваш самиот, тој решава. Не си учен од луѓе, од Филип, значи празен и изметен си, од ангелска војска, од ангели, од духовно водство. Јован го капе Исус, слегува гулап. Тоа е таа слика. Јован. Покајно крштение со оган и дух Исусово. Патот на евнукот. Апостолите се разбегаа, крштеваа. Тој збор баптизо, да потопиш, да вапцаш некога, е друго. Се потопи во вода. Се врати на почетната позиција. Помина низ вода со Мојсеј. Дојде во пустината. Пазите, бегство на апостолите, исцелуваш, си воскреснал, пророкуваш, никој не знае за тебе. За Лазар дозна цела Јудеја, Исус исцелува, вели, оди и не кажувај никому. Тоа покажува каква е сликата, ќе си криеш ти. Ти ако си вистински во Исус, ти ќе зборуваш, ќе сведочиш за него. Зошто апостолите чекаа 50 дена да бидат крстени на едно место во оган и дух? Кое е тоа место? Па пред Исус треба да стоиш, во капината што не согорува.
Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Нема дух, нема сила. Сила треба да слезе. А се вели дека крштеваа, капеа, потопуваа луѓе во водата. Телесни обреди, капење во вода, јадење лепи вино, не те прави христијанин, туку духовни поврзување, внатрешно капење, крштение во оган на љубовта од Дух Свети, да му дозволиш да ти го исчисти срцето, и затоа се дадени 7 рогови и 7 очи на јагнето. И дадена ни е патеката на евнухот. Тој е тој момент. 7 свекници, 7 рогови, 7 очи на јагнето се 7 стапки на евнухот. Пазете, кој евнух? Па ти, синко. Потоа кога ќе го прифатиш сето тоа во срцето, имаш дух и добиваш власт, богатство, мудрост, мог, чест, слава и благослов. Тоа се духовни вредности, не се телесни. Тоа е жива вода, Дух Свети во тебе. И ти си тогаш светлина на овој паднат свет, мртов свет. Ти си евнухот, синко и сотруднику. Ете, тоа е целата суштина. Како да дојдеш да бидеш евнухот? Слава ти, Господи Исусе Христе, ти благодарам што и во овој ден ми даваш сила, мир и љубов. Како вистински да бидеш христијанин, не само во умот. Тоа е реална патека. Да се откажеш од себе си. Како? Па затоа имаш заедница, слушаш проповеди, доаѓа духот, те капе, те ослободува од се. Имаш молитви за ослободување од демони, проклетства, од магии, од демонски влијанија за одврзување. Например, во понеделниците го работиме тоа. Или доаѓаш, слушаш проповеди, те осветлува полека, духот го распламтува твојот дух, посакуваш, жеднееш, носиш решение да се предадеш, да се подариш, да се поклониш, да се придвижиш едно, да сакаш да се промениш од стариот телесен човек, да дојдеш во нов. Значи да се придвижиш од Египет во пустината, во ветената земја, поминуваш низ море, доаѓа некој Мојсей, те поминува, мораш да му се поклониш, да му се подариш, да му се дариш. И потоа јавно зборуваш, јавно. Зборуваш, бараш, читаш јавно, признаваш потоа 4-та стапка. Не разбираш сам, не можеш сам, треба помош, сила, ти испраќа човек. Филип или некој друг доаѓа човек. И тој ти покажува како да го направиш тоа. Дали срцето ти е право, ти сведочиш за Исус, ти објаснува, прифаќаш дали срцето ти е право. Потоа доаѓа вода, те остава, суштински кажано. Ти влегуваш во водата и примаш дух, односно се капеш во жива вода, не само во физичка. Тогаш ти вистински примаш христијанство. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тоа се некој патека на евнухот, друга патека е патеката на Синот Божи, но ти тогаш кога знаеш за него, доаѓаш пред него, паѓаш на колена, татко, погрешив пред тебе и пред небото. И тој те зема како јагнето што го зема овчарот и те носи. И прави гозба и Царството Божјо се радува дека се покајал некој, но не е тоа само во умот, тоа се реални моменти. Тогаш сите ќе знаат дека ти си христијанин, 24 часа ќе зборуваш за Господ Исус Христос, нема да се опреш да зборуваш, ќе има отчитување на бестелесно живење, ќе победуваш со љубовта. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава ти Исусе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Амин. Од земјата до небесата. Амин. Доаѓам по тебе, по таа долина на сенка смртна, нема каде да одиш без мене.
Ja sam ljubav večna tvojot, Tatko nebesen, te čekam da klekneš, sine, da se pokaješ. Isuse, pa da se vratiš od ovoj smrten svet. Prosti mi, Tatko, reći pogrešim, dušama moja ja vraćam, pregratka tvoja, o ljubav večna so tebe, Oče moj. Se vraćam kaj tebe, o živa voda osveten, Tatko najmil Isuse, o večna ljubav preroden. Se vraćam kaj tebe, po carstvo Božjo na nebe, po srcevo i dušava, eden duh sum so tebe. Se vraćam kaj tebe, po živa voda osveten, Tatko najmil Isuse, o večna ljubav preroden. Se vraćam kaj tebe, po carstvo Božjo na nebe, po srcevo i dušava, eden duh sum so tebe. Slava ti, Gospodи Isuse Hriste. Ostani do mene, Isuse, neka preplavi ljubav ta tvoja. Ostani do mene, Isuse, neka se napoli moje srce, ljubav ta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po moje srce, ljubav ta tvoja. Lekuva se, letaj, letaj, dušo moja, na krila ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako dolgo večno stala.